Добро утро уште еднаш, драги. Како што најавивме и од предходно, во ова линковско вклучување се наоѓаме во просториите на Црвениот крст на град Скопје, каде што ќе зборуваме за одбележувањето на неделата за борба против срцево-садови заболувања и активностите од кои што и Црвениот крст секако е дел, и тоа во периодот од 21 до 28 февруари. Со мене на оваа тема е координаторот за млади на Црвен крст на град Скопје, Леона Костовска. Леона, добро утро. Добро утро, ви благодарам на покана. Така, најпрво, кои активности Црвениот крст ќе ги презема во текот на оваа недела и кои активности се насочени токму кон младите? Значи, во текот на оваа недела, под мотото "Излези и поврзи се", Црвен крст ќе организира едукативни работилници кои ќе се одржат во клиниката Жан Митрев, во соработка со тимот психолози, физиотерапевти и нутриционисти. Идејата е да ги поттикнеме младите да излезат од својата комфорт зона и да ја намалат зависноста од социјалните мрежи, со што директно би влијаеле ние на спречување на ризиците од срцево-садови заболувања. Така, која ќе биде улогата на младите волонтери во едукацијата и креањето на свеста кај граѓаните, секако акцентот е на младите, во текот на овие 7 дена? Значи, активности ќе имаме на целата територија на државата. Преку сите општински организации на Црвен крст ќе има различни едукативни работилници, како што кажав, ќе бидат поделени информативно-промотивни материјали и исто така ќе се организира доста превентивни прегледи кои што ќе бидат заедно со здравствените институции. Жан Митрев, дополнително на тоа што ќе имаме ние едукативни работилници, они исто така и ќе имаат 15 бесплатни прегледи за ранливото население. Ние сметаме дека така директно можеме да влијаеме кон подигнување на јавната свест за оваа тема, но исто така и да влијаеме кон поттикнување на да се зголеми грижата кај луѓето за сопственото здравје. Така, како да се превенираат срцево-садовите заболувања, кои што очигледно не ги заобиколуваат ниту младите? Може ли да се направи нешто пред да биде премногу доцна? Ние сметаме дека токму овие активности кои што ги реализираме оваа недела се големи, мислам, има доста влијание врз подигнување на јавната свест кај младите. Скоро сите превентивни активности ние ги ставаме во фокусот младите, бидејќи сметаме дека тие се најотворени кон прифаќање на нови животни навики, кон прифаќање на позитивните примери што ги има во општеството, па така они потоа имаат потенцијал нивното стекнато знаење да го пренесат помеѓу своите врсници преку формални или неформални едукации и со тоа да се зголеми ефектот од превенцијата и да се намалат ризиците од било какви зависности и болести. Така, Леона, ви посакувам успешни активности и ви благодарам многу на разговорот и на информациите. Ви благодарам многу и на вас. Така, во пресред на неделата за борба против срцево-садови заболувања разговаравме во Црвениот крст на град Скопје со координаторката за млади Леона Костовска.